Човекот, како што спомнав, е создаден од Бога, меѓутоа не може без Бога. И во текот на животот, доколку не го опознава Господ кој е Бог и што Бог направил за него, тогаш човекот нема да има вера со која што ќе може да му угодува на Бога. Белезите што се традиционални не можат и се само символика за одредени важни моменти, но тие не се замена за вистинската вера, што подразбира личен однос со Бога. Тоа е најважно, личен однос со Бога. Повеќе нема свештеници како во Стариот Завет кои што посредуваа помеѓу луѓето и Бога и помеѓу Бог и луѓето. Тоа престана откако Христос дојде. И кога го положи својот живот, завесата во храмот се искина. И сега ние сме повикани заради Христос и неговата света крв, која што се пролеа за нас, имаме можност да влегуваме во најсветото место на Бога во светините над светините. Дали разбирате? Тоа значи дека единствен наш застапник пред Бога, во присуството на Бога, е Христос кој што се застапува за нас. Ова е многу важно да го сватите, бидејќи во практиката ова значи дека не треба да размислуваш дека со добри дела ти ќе се оправдаш пред Бога. Единствено со верата во Христос можеш да се оправдаш во Господ, односно со она што Христос го направи за нас на крстот и ти тоа го прифаќаш како единствена, валидна вистина за тебе. Зошто ова ви го објаснувам по неколку пати? Бидејќи, без разлика што ние го веруваме сето ова, забораваме дека Господ кажа: ова е мојот син, од кого сум наполно задоволен. Тоа значи ние немаме тука удел. Нашиот удел е само да веруваме во Христос и во неговото искупително дело на крстот. За жал, многу од луѓето мислат дека покрај сето тоа што Христос го направи, сепак ќе постат, ќе донираат, ќе прават добринки, се со цел Господ да им даде некаква протекција, благослов, да им ги чисти гревовите или да ги оправда. И тоа веќе не е точно и не е во ред. Тоа е примеса на Стариот Завет, кога се практикувал Мојсеевиот закон, каде што гласело не прави ова, не прави она, бидејќи луѓето не осознавале колку се грешни и преку законот осознале дека нема никој праведен пред Бога. Секој што го нарушува Божиот закон се стекнува со проклетство. Но ние не сме повикани да го исполнуваме законот, туку да живееме во благодата што заради Христос се излева врз нас. Како што спомнав, човекот што живее под религија не може да развие личен однос со Бога, само традиција, од кое што нема плод и нема промена. Но кога ја примаш радосната вест и тоа дека си прифатен, оправдан, исцелен, спасен, возобновен, посинет преку Христос, сето тоа со радосната вест кога ја слушаш правилно, тогаш веќе започнуваш личен однос со Бога. Ке ви прочитам стих од Римјаните 8 глава, 3 и 4. Вели вака: Мојсеевиот закон не можеше да не спаси поради грешната човекова природа, но тоа што не можеше да го стори законот, го направи Бог. Тој го испрати својот син во тело, слично на грешните човечки тела, жртвувајќи го својот син за нашите гревови, Бог ја уништи власта што гревот ја имаше во нас. Така, она што законот со право го бараше, беше исполнето за нас, кои не се раководиме според телесната природа, туку според водството на Духот. Амин. Ова е важно, бидејќи суштината на денешното слово е да разберете што значи да живеете според водството на Духот, без разлика дали сте верници одамна или пак туку-што посветени на Бога. За жал, луѓето, како што кажав, не разбираат улогата на законот која беше. И во Галатјани читамо 3 глава, 24 до 28 стих, вели така: законот беше воспитувач, ни беше воспитувач што не водеше кон Христос, за да се помириме со Бог преку вера. Сега, кога ни се објави верата, веќе нема потреба законот да ни биде воспитувач. Сите стануваме Божји деца преку вера во Исус Христос. Сите, вели, што преку крштевање во името на Христос
се идентификуваа со него, стана како Христос. Без разлика дали се работи за евраин или за грк, за роб или за слободен, за маж или за жена, сите што сте христијани сте еднакви пред Христос. Амин. Прекрасно слово, но што слушнавме? Вие преку крштевање ќе се идентификувате со Христос и ќе станете како Него, а тоа значи дека ќе станете Божји чеда, Божји деца, нели е така? Божјите деца не живеат според телото, не живеат според законите, туку живеат според водството на Светиот Дух. Водството на Светиот Дух е неопходно во нашиот живот со Бога, бидејќи само преку Светиот Дух осознаваме дека Исус Христос е Господ. Инаку остануваш на свесноста дека Исус Христос е Божиот Син. Светиот Дух е тој што ти просведочува во срцето дека Исус Христос е Господ. И исто така Светиот Дух е дух на посинувањето. Тој ти сведочи во твоето срце, во твојот дух, дека Господ тебе ти е татко, штом си во Христос. И затоа не си веќе роб, туку на Бога му се обраќаш со Аба, што значи татичко. Во смисла блиска релација со Бог таткото. Не е формална татко, туку е татичко. Дали разбирате што ни овозможува Христос? Да сме во блиско присуство на совршениот Господ, Создател, наш Творец. Амин. Во Галатјаните 5 глава 18 стих вели: но ако Духот ве води, не сте под законот. Кој дух е тоа? Светиот Дух, така е. Светиот Дух постојано ни привлекува кон Христос и кон Христовото откупително дело на крстот. И на овој начин, кога ние постојано гледаме кон Христос и кон Неговото откупително дело, тогаш нашата телесност не е толку активна. Инаку постојано нашето тело сака одново и одново да се вратиме во рмбање, во тоа сами да се справуваме со животот, со пот да си овозможуваме снабдување во животот, со мака да правиме одредени чекори во животот, сами да си стануваме исцелители, сами да си бараме чаре, сами да си бидеме банкари на своите сметки. Дали сваќате? На тој начин не му возможуваме на Бог да ни биде и спасител, и снабдувач, и оно што постојано не благословува. Светиот Дух го превенира тоа телесното, не овозможува да бидеме поттикнати од тело, туку да останеме на вистина покорни и целосно предадени на Бога, зависни од Него. Не да бидеме господари како што живеевме пред да го познаеме Христос. Сите пред да го познаевме Христос и мислевме сам сам паша, јас сум си газда на свој живот, што сакам ќе си правам. Тоа е бунтот, своеволието и грешноста. Но кога Светиот Дух не води во животот, нема место за тоа. Дури ако има афинитети тоа тело така да действува низ нас, тој наш ум да биде главен во се што вршиме, Светиот Дух превенира тоа да не се случува, односно да ги осознаваме совршените Божји промисли за нас на начин што исто така да чекориме кон нив по таа Божја патека, која што може би за умот не е логична, но е правилната и по Божја волја за нас. Амин. Многу од вас имаат проблем со една ситуација, а тоа е прифаќањето дека Бог ве сака. Ако вие прифатите во целост дека Бог ве сака, тоа прифаќате значи и дека Бог во целост ви опростува. Нели е така? И таа прошка се овозможува преку Христос. Не можеш денес да се разбудиш, се чувствуваш мизерно и си велиш Бог заборавил на мене. Чувствата не е твојата вера. Чувствата ги има, па ги нема како облаци. Меѓутоа, вие мора да осознаете дека неопходно е стани си, легни си да стануваш со осознавањето дека навистина си возљубен од Бога. И тоа е заради Христос, не заради твојот специјален карактер или доброто ти твое срце. Едноставно заради Христос ти си возљубен дури и кога ќе направиш некоја глупост. Стани си и легни си, треба да бидеш со мислата и уверувањето. Прво дека Бог те сака. Второ дека Бог ти прости за се преку Христос и таа жртва е совршено добра за твоите минати, сегашни и идни гревови. И трета работа, дека Бог
те оправда во целост преку Христос, зашто пишано е што? Оној што не знаеше за грев, Бог го направи да биде грев за нас, за преку него да се стекнеме со Божја праведност. Значи ние се стекнавме со Божја праведност по милоста на Бога преку Христос. Затоа, ако ти ова го осознаваш, тоа ќе стане дел од твојот живот и од твојот начин на размислување и перцепција. Едноставно ќе почнеш да се перцепираш себе си како возљубен човек и нема да ги гледаш комплексите и недостатоците кај себе. Оти ако ги гледаш тие недостатоци и тие проблеми кај себе, многу лесно ќе ги гледаш и кај другите луѓе. Но Исус те учи да гледаш со очите на љубовта, со неговите очи да осознаеш колку си специјален за него, колку многу те возљубил, колку многу си оправдан. Кога ти тоа ќе го прифатиш во себе, тогаш ќе имаш друг поглед кон себе, а така и ќе гледаш поинаку кон другите луѓе. Така ќе можеш да го видиш Христовото и кај другите луѓе, а не да ја чепкаш и да ја гледаш раската, маната или слабоста кај другите луѓе. Псалм вели 23-6 стих: навистина благоста и милоста ќе ме следат низ сите денови на мојот живот и јас ќе престојувам во Господовиот дом за секогаш. Амин. Колку е прекрасен овој стих, овој псалм. Ова е Божјо ветување. Меѓутоа, ова е прекрасно напишано, али неактивно во тебе, доколку не најде место во твоето срце да биде посадено и навистина да донесе плод во твојот живот. Не може јако помазание од Америка или од Австралија или од некој си служител да дојде и тебе да ти го допре срцето и ти да расцветаш како цветче. Не може. Христос е тој. Христос е оној што е достоен за слава и чест. Христос е тој што треба да ти го допре срцето и ти да му го допуштиш тоа. Како? Кога неговиот збор, неговото ветување, ќе го прифатиш за валидно во твоето срце, ќе го посадиш во твоето срце како во една плодна земја и ќе дозволиш тоа да израсне и да даде плод за негова слава. Амин. Светиот Дух ја има и таа улога. Не учи да ги прифаќаме овие Божји ветувања, да ги земаме здраво за готово и наместо да живееме преку нашите замисли, преку закони и религија, преку прогноза или пророштва на луѓе или лекари или така натаму, ние, изговарајќи ги Божите зборови, да искусуваме и исцелување, и снабдување во нашиот живот и преобразба на нашите животни околности. Амин. 2 Петрово, 1 глава, 3 до 4 стих, се спомнуваат различни влијанија на овој свет. Но што прават тие сладострастија и тие светски влијанија врз нас? Какво влијание е тоа? Деструктивно е, непријатно влијание. Меѓутоа, немојте да заборавате дека погубното на влијание на овој свет носи разболување, носи депресија, заблудување, потиснатост. И сето тоа може да се победи и да се надмине. Како според овие стихови? Преку Божјите скапоцени ветувања. Но само ако веруваме и ако истите ги изговараме. Јас ќе ви прочитам од Пословици 4 глава 20 до 22 стих, вели вака: Сине мој, внимавај на моите зборови, наведни го својот ува кон моите беседи, не ги губи никогаш од пред очите, пази ги среде своето срце, зашто се живот за оние кои ги наоѓаат и исцелување на сето нивно тело. Одовде заклучуваме дека овие Божји зборови, кога ги наоѓаме, кога ги слушаме, кога ги примаме во нас, кога ги прецепираме низ нашите очи, низ призмата на овие ветувања, кои што се веќе во нашето срце, што носат, што прават ефект во нас? Живот за оние кои ги наоѓаат и исцелување на сето нивно тело. Значи, ако ви е потребен живот, еве каде ќе го најдете. Ако ви е потребно исцелување, еве како да го возможите тоа за вашето тело. Така да животот на христијаните, на сите христијани, треба да биде воден не од човечка мудрост, ниту од светска филозофија, ниту од легенди, туку од што? Од Светиот Дух. А каков е животот што е воден од Светиот Дух? Со што не води Светиот Дух? Со тоа што ќе живееме преку Божјите ветувања, ќе се потпираме на Божјите ветувања и сето тоа ќе го примаме во име на Христос и ќе го искажуваме
во прво лице еднина кога се однесува нели за нас. Потврда за ова читаме од апостолот Павле, кој што прати писмо до Коринтската црква во 2 Коринтијани посланието, првата глава, 20-22 стих вели: сите Божји ветувања се исполнети во Него. Затоа кога на Бог му одаваме слава преку Исус, велиме амин. Бог е тој што и вам и нам ни даде сили да стоиме цврсто на страната на Христос. Тој не одбра, го стави својот печат врз нас и го всели во нашите срца својот дух, како потврда дека сме Негови. Амин. Тоа слово кое што Господ го прати на овој свет да донесе живот, тоа слово е Исус Христос, нели е така? И Бог преку Него што? Ни ја објави Неговата совршена волја и ни овозможи целосно спасение и исцелување. Но заради жртвата на Христос, сега имаме достап до овие Божји ветувања, бидејќи заради послушноста на Христос следува ефектот дека сите Божји ветувања се да и амин во Христос. И ние кога сме во Христос се потпираме на овие ветувања во Негово име и тие стануваат валидни за нас. Штом ги имаме Божјите ветувања, тогаш се отвараат вратите за снабдување, исцелување и се разбира и за чуда. Забележете си Псалм 107:20. Вели: го испрати своето слово за да ги оздрави, за да им го спаси животот од гробната јама. Значи Псалм 107:20 стих вели: го испрати своето слово. Со која цел? За да не оздрави, така ли е? И за да им го спаси животот од гробната јама. Дали овде забележувате дека нема место во Божјата волја за болест и за смрт? Дали забележувате дека тоа не е дел од Господовиот план за тебе и за твојот живот? Имено зошто тогаш би го испратил Бог својот син, ако дозволуваше болести и гробни јами? Затоа е убаво да се чита Словото и да се зависи, да се храниме од него и од Божите ветувања. Го испрати своето Слово за да ги оздрави и за да им го спаси животот од гробната јама. И Исус тоа го направи и секој што верува во него нема да погине, туку ќе прими вечен живот, спасение, слава на Бога. Што значи во практична смисла ова што го читаме денес, што го слушаме? Значи примена на Божјите ветувања. Во Изреки 18 глава 20 и 21 стих вели: секој го наситува желудникот со плодот на својата уста. Се наситува со родот на своите усни. Смртта и животот се во власта на јазикот, а кој го милува, јаде од неговиот плод. Амин. Ова значи дека без разлика што Бог има апсолутен авторитет во нашиот живот, сепак ја почитува нашата волја. Ако ние свесно со својата волја изрекуваме лоши зборови за нас, за нашето дете, за нашиот бизнис, ако постојано мрчиме, негираме, се жалиме, тогаш со нашата уста, без разлика што Бог сака да ни е најдобро, ние со нашата уста можеме да го предизвикаме и неубавото, лошото. Затоа употребете вашата слободна волја да се наситувате и во стомакот, и во животот, и вашите деца да ги храните, и семејствата, и бизнисите, со Божји зборови што се конструктивни, градивни, кои што носат живот, обнова и регенерација. Ова значи, секогаш кога изговараш слово од твојата уста во името на Исус, тоа слово кога излегува од твојата уста создава слика, создава нешто кое што ќе дојде во физичкиот свет. Затоа, ако ги исповедуваш со вера Божите ветувања, односно Божите зборови, тоа е одлика дека ти се согласуваш со Бога, си на едно со тоа што Господ го вели, се покоруваш на тоа што Тој го ветува, а не ги земаш во обзир симптомите, проблемите или со што и да се соочуваш. Значи не се работи за формула вие како на посебен магичен начин вие да си допринесувате за ваш бенефит. Не. Божјиот начин е да не се потпираш на својот разум,
туку со сета надеж во твоето срце да се надеваш на Бога. И тоа го правиш на вистински начин, кога ги земаш неговите зборови и ги исцртуваш твоите планови низ Божите зборови. Се соочуваш со твоите проблеми преку Божите зборови. Ги надминуваш сите стравови, искушенија и болести со тие Божји зборови кои што се ветувања за нас, реализирани по милост на Бога преку Христос, зашто нели и Христос ни овозможи да имаме целосна увереност дека најдоброто следува за нас по Божја волја. Значи, ако си болен, не ја негираш ситуацијата, за да не бидеш лажливец, да не се правиш дека си нереален. Меѓутоа, од друга страна, не треба постојано да зборуваш за болести, за беда, за болка, за немаштија, за проблеми, бидејќи на тој начин со твојот јазик и уста даваш сила на проблемите, им даваш валидност, валидитет, им даваш авторитет, едноставно со тоа ти ги признаваш и им овозможуваш да издоминираат во твојот живот. Наместо тоа слави го Бога, наместо тоа потпире се на Божјите ветувања, наместо тоа изговарај добри прогнози преку Божјите ветувања. Ова значи твојата вера да ја комбинираш со Божјото Слово, повикувајќи се на овие Божји ветувања, да изречеш исцелување во твоето тело. Тоа е исто како да започнеш да сведочиш за Исус на твоето срце, ако е кардиоваскуларен проблем. Ако е проблем со гастрит, тоа значи на гастритот да му зборуваш во името на Исус, да сведочиш за него. Ако е тоа некој друг збор, или друга болка, или друг орган, и таму да го донесеш Христос. И ако е тумор, и таму да го донесеш Христос, бидејќи таму каде што е Христос, не може да расте семето на зло, не може да се шири темнината, не може да виреат ѓаволските планови за разрушување. Затоа сега ќе ве поттикнам да правиме изјави базирани на Божјите ветувања. Првата изјава што треба да ја изговорите не е целта да се чувствувате папагали, туку да ви дадам урнек како би требало да звучат вашите изјави од вашата уста и вашиот јазик, изјави што се базирани не на емоции, не на добри пожеланија, туку на Божјите ветувања. Кажи силно: законот на духот на животот во Христос Исус ме ослободи од законот и смртта. Затоа гревот, смртта, болестите немаат сила врз мене во името на Господ Исус Христос. Затоа нема да умрам, туку ќе живеам и ќе ги објавувам делата Господови. Во името на Господ Исус Христос. Амин. Ете, ова ви се изјави кои што се користат при одредени болести и заболувања, засновани на Римјани 6 глава 13 и 14 стих, Римјани 8 глава 2 стих, Псалм 118 17 стих. Ги земаш Божите ветувања од неколку стихови што Господ ти ги дава и ги ставаш изјава која што ја изговараш во прво лице еднина. Дали сме спремни да кажеме изјава за исцелување? Бидејќи лесно кажувате изјава за разболување. Ме боли, не бива, ќе се умира, тешка е ваа состојба. Но Бог ти вели, не го опишувај тоа што го доживуваш. Опиши го, изговори го токму она што јас ти го кажувам, а тој ни го кажува во Излез 23 глава, 25 и 26 стих. Ние тоа ќе го изговориме директно во прво лице еднина. Татко мој небесен, ти ми ги благослови лебот и водата и ја отстрани болеста од мене. Сега немам повеќе загуби, никакви загуби. Ти, Господе, татко мој, го направи полн бројот на моите денови. Ти благодарам, Отче, во името на Исуса Христа. Амин. Ете, ова е од Излез 23 глава, 25 и 26 стих. Светиот Дух ќе ве води во оваа практика. Нема да ве води во скокање како петли, како шимпанза во црква, бидејќи сте биле носени од Духот. Нема да имате
провокативен изговор од типот духот ми кажа оваа сестра е препотентна и арогантна. Духот ми даде да видам дека овој ми мисли зло. Духот ми даде дека во оваа жена има дух на Језавела. Не. Стојте таму. Тоа што Духот Божи ќе ти даде е најпрво да се утврдиш во верата во Христос, а тоа значи да имаш менталитет на Божји човек. Божјиот човек не оди и не распарува туѓата душа, туку ја составува со Христовата љубов. Дали се разбираме? Светиот Дух ќе те научи да се потпираш на овие Божји ветувања и тие да станат твој вокабулар и за храна, и за пиење, и за легнување, и за станување, и за работење, и за соочување со проблеми и предизвици. Сега ќе кажеме изјава за ревитализација и регенерација или обнова, базирано на Псалм 103, 2 до 5 стих. Дали сте подготвени? Го знаете овој псалм, а еве сега ќе го кажеме во прво лице еднина. Господе, ти ми ги прости сите гревови, ме исцели од сите мои болести. Ти ми го спаси животот од распадливост. Ме овенча со добрина и љубов. Ми го исполни животот со добрини и мојата младост се обновува како на орелот. Ти благодарам, Татко мој небесен, во името на Твојот Син, а мојот Господ и Спасител Исус Христос. Амин. Зошто некои работи се закочени? Зошто некои работи се истолерирани и се дел од вашиот живот или вашето физичко тело? Бидејќи не ги изјавувавте овие нешта што Бог ви ги даде на располагање. Ајде да направиме уште една изјава, базирана на Јован 6 глава 35 стих, Јован 6 глава 40 стих, Јован 5 глава 24 стих и Псалм 118 17 стих, изјава против страфот смрт или смртни влијанија. Дали сме подготвени? Доаѓам при Тебе, Господе, кажи со вера. И верувам во Тебе, Господе Исусе Христе. Ти благодарам што ме насити и ме напои. Сега знам дека имам вечен живот, зашто верувам во Тебе, Господе Исусе Христе. И знам дека ќе ме воскреснеш во последниот ден. Нема да умрам, туку ќе живеам и ќе ги објавувам делата Господови. Сега преминувам од смрт во живот, зашто Ти, Господи Исусе Христе, ме спаси. Халелуја! Слава на Бога! Дали го чувствувате тој оган и таа радост во вас? Ова е богатството што не се распаѓа. Ова никој не може да ви го земе. Обогатете го вашето срце со овие зборови. Од вас зависи колку време ќе поминувате со Светото Писмо. Но Светиот Дух во вас ќе работи на начин да имате копнеш и жет за Светото Писмо, бидејќи од тоа се наситуваме вистински, од тоа се нахрануваме и напојуваме, од тоа зрееме духовно и од таму ја разбираме Божјата совршена волја за нас. Разликуваме што е добро, што е лошо. Го разбираме и Божјото срце и каков е Бог и кој е Бог. Затоа нашиот духовен живот, кој што е воден од Светиот Дух, ќе биде апсолутно приврзан за Светото Писмо, зависејќи од овие зборови кои што стануваат дел од нашето секојдневие, ги изговараме и се обогатуваме и во здравието, и во бизнисот, и во семејството, и во сите аспекти на нашиот живот. Улогата на Светиот Дух е да не води во целата вистина, затоа е Дух на вистината. И ова нема да ви го кажат во религиозните храмови и цркви. Таму ќе ве остават само да мантрате со една реченица: Господи, помилуј ме, мене грешниот. Тоа личеше да се каже на луѓе кои што копнеја за Месијата да дојде. Откако дојде Месијата, односно Спасителот, односно Синот Божи Исус Христос, кој што е наш Господ и Спасител, таа изјава веќе не важи. Туку објавуваш и кажуваш: фала Ти, Господи Исусе Христе, што ме оправда во целост и нема вина за мене, бидејќи Ти плати за мене, наместо мене.
Ти, Господе, падна жртва за моите гревови, умре и на трет ден воскресна, и мене ме воскресна и оживеа. Жив сум во Тебе и ќе живеам победнички, како Словото што вели, од секоја ситуација излегувам повеќе од победник преку Христос кој ме возлюби. Амин. Алелуја.